Поскапено телешкото месо во маркетите и месарите. Килограм телешко месо стигне и до 1200 денари. Не паметат и граѓаните кога за последен пат тие купиле телешко месо, а во моментот воопшто не размислуваат да купат. Децидни се тие дека купуваат само ориз и компири, а месото речиси го изфрлија од употреба. Никош. Да не се сеќавам, може пред 10 години, да? Ево. Па тоа за да не јадеме. Месо ретко. Ке гледаш по едно мрвче да има на сите. Пред 10 години. Не сте купиле 10 години телешко? Па не сум. Па не скапа. Пред 3 години купиме едно теле од Радање, тоа и од тога навак не сум пилишко. Свинско купам пилишко и така. И не знам таа причина, ја друга не знам. Те да качат цени, качуваат и надуваат. Секој на своја волја. Видеа кречало се скапо и удри, и у Германија овде исто направија, плати не се исто. На диета сите, нема месо, не јаде никој. Дека цените се високи согласни се и производителите. Вела дека откупната цена за нив е истата неколку години. Децидни се дека моменталната продажна цена според нив најмногу би требало да биде 600 денари. Откупната цена е неколку години истата. И да наречеме како ќе налетат и може да ја спушта таа цена. А у марките и самите ние гледаме дека е висока, превисока. Едно теле ќе го продаеш, да речеме, 300 кила. Од 300 кила рандаман има 150, најмалку 50%. Па 50% кој ќе земе 200, 50% треба да биде цената 400 динара. Не е 400 динара. Стај му 600 динара нека биде, да биде и за неисплатио. Они над 800 динара. Значи тоа е ненормално. Треба само потрошачите, марки, тие да ги го. А нас, еве ќе ви кажам едно, јас чувам телиња. Владат, не воде никаков ред. Еве има една година веќе не ни дават никакви субвенции, поготово за машко теле не следува. Укинаани ги субвенциите, значи на нула е. Ако не, а праќат крв, едно, друго што зимат, се плаќаме. Едноставно, осте што укинаа и не зимат од джепо на нас. Бар да речат, тие давачи ќе бидат пасоши, обечти беа пред 2 години, 3 години. 180-200. Сега е пред некој ден од 500 динара. Дори викам скриена камера ли е во, шо е, викам до толку, викам да се кажа. Значи ненормални цени. Па за нас производителите, гледајте која е цената по маркетите ово, за нас уопште не е исплатлива. Ама нема кај се прави. Кој ќе направиме, значи, некоја сметка, ќе видиме дека изгледа законно, со 10% маржа, само ние го почитуваме, производителите. И тоа го произведуваме што мораме. Многу пати, значи, губеме. Ама ако се најдеш, еве, јас, ако изгубам, не можам да уништам фармата сега, 60 комада, ајде да ги уништам. У глобала, кажано, исплати се, али со многу труд. Еве, лично кај мене ќе ви кажам дека јас тоа, сето тоа, сам го работам. Ако ставам еден работник или два, имаше. И тоа, отидат ли си, нема ни случајно да најдеш, не можеш да најдеш. Јас го сам работам и за тоа сега испаѓа дека е исплатливо. Право 60% некаде имам моја храна и што набавувам храната ефтина. Да, може да речем вие 2 години дека ефтина, ама не е ефтина. Еве сега нека ми најдат да кажат, сите викат јачмен ти е 10 динара, не е 10 динара, 16 динара сега, со таа цена не можеме. Пченка 16 динара, а плюс што е нема, значи јачмену извезеа го сега по Грција или каде. И немаме, само самообетите ефтина. Во согласно со ситуацијата, она што дополнително го велат производителите е тоа дека тие повеќе немаат ниту субвенции. Децидни се тие дека моментално со сточарство може да се занимаваат само оние кои што имаат многу љубов, поинаку е далеку од исплатливо.